Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам на вистина ова вечер благослов Божи и се разбира дека длабоко верувам дека ова вечер ќе се поминеме убаво, затоа што мојата молитва секогаш е да ова емисија биде емисија каде што ќе може да ни помогне како можеме на вистина да се развиваме духовно, се разбира, и во верата во Исуса Христа, се разбира, кој што ние ја имаме. Почитувани слушатели, зборуваме исклучително за една многу важна тема. Кога зборуваме за Библијата, тогаш сите теми се клучни и многу важни за нас. Затоа е многу важно да ја слушаме емисијата Гласот на вистината. Затоа што во неја се разбира, се зборува од Светото Писмо. Ние се поучуваме, растиме во верата, преку самата емисија ние можеме да се храниме и се разбира да растеме во верата, да растеме во зрелоста Божја со помош на Духот Свети. Почитувани, зборуваме за една, како што кажав, важна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Ова прашање навистина е прашање кое што ги побунува денеска луѓето. Постојат такви луѓе, постои таква група на луѓе кои што зборуваат дека Библијата не е Божјо вдахновение, дека таа е измислена, дека таа е напишана со човечка рака, дека таа е напишана од мудрици, филозофи и така натаму. Но ние во сите емисии, всушност во претходните емисии, видовме дека Библијата има Божји авторитет, затоа што автор на самата Библија, се разбира, е Господ. И верувам дека дадовме толку многу доста одговори на оваа прашање. Иако се уште се занимаваме зошто е напишана Библијата, па дури и ова емисија ќе се занимаваме по тоа прашање, зошто е запишана Библијата. Покрај тоа што Бог сака да не запознае со многу нешта, а и ова вечер ќе се запознаеме со многу клучни, многу важни нешта, кои навистина ќе ни помогнат да разбереме многу важни и клучни работи. Може би ќе дадат одговор на многуте наши прашања. Зошто многу нешта се случуваат денеска во светот? Зошто постои зло и страдање? Зошто толку многу солзи, смрт, тага, разочараност и така натаму? Затоа препорачувам да следите емисијата Гласот на вистината, се разбира, до крајот на оваа емисија и ќе можете да ги добиете сите овие одговори, можеби кои што долго време, години ве мачат и не можете да најдете одговор за сите овие прашања. Зошто е напишана Библијата? Токму да даде одговор на многу прашања кои што можеби за некого се остануваат мистични, но Бог ги открива во Светото Писмо. Затоа реков дека Бог е автор на Светото Писмо. Тој по волја Божја го дал Божјиот збор. Библијата е Божји збор и таа нема никакви противречности. Ако даде Господ, во наредните емисии ќе зборуваме дали Библијата има противречности. Денеска голем број на луѓе ја читаат со цел да најдат мана во Библијата, токму да видат дали постои противречности во Библијата, за да можат и за да може ѓаволот преку нивниот живот, преку нивното срце, да сака да ја уништи Библијата, и тоа е волјата негова, да може да биде уништена Библијата. Но Библијата со векови, иако многу луѓе во минатото се труделе да ја уништат Библијата, но таа со векови обстанала. Зошто? Затоа што таа е Божји збор и Бог е автор на самото Свето Писмо. Зошто е напишана Библијата? Како што реков,
ќе дадеме одговор на многуте прашања кои што можеби досега не измачувале. Сме барале одговор на сите овие прашања. Ја верувам дека ова вечер ќе имаме одговор на многуте прашања. Ќе видиме од каде потекнува злото. Ќе видиме непослушноста на човекот. Ќе го видиме падот на човекот. Потеклото на смртта. Потеклото на солзите, на тагата. Потеклото на болестите. Од каде потекнуваат болестите. Зошто со текот на времето човекот стареј? Која е причината? И се верувам дека ова вечер навистина ќе бидеме посебно благословени. Зошто е напишана Библијата? Библијата е напишана со цел, се разбира, да не сочува, да не припази или запази, за да не залутаме по туѓите богови. Затоа Бог преку Мојсе го дал декалогот, тој ракописен закон. И првата и најголема заповед е напишана: немој да имате други богови освен мене. Но пред да се занимаваме уште со тоа прашање, ја би сакал, како што реков, да почнеме да видиме за многуте прашања кои што ни измачуваат и си ги поставуваме, и можеби цел наш живот ние немаме никаков одговор на овие прашања. Всушност можеби остануваат како мистика. Умираат луѓе со неодговорени на овие прашања или не добиле одговор на овие прашања. Се надевам дека и ќе покушам оваа вечер, ако имаме можност, да стасаме и да дадеме одговор на сите овие прашања. Ако не, се разбира, ќе продолжиме наредната емисијата Гласот на вистината. Зошто е напишана Библијата? Која беше целта да се напиши Светото писмо, наречено Библија, кој што има 66 книги? Зошто било потребно да се потроши толку време? Всушност 16 века, тоа е некаде 1600 години да биде напишан Стариот и Новиот Завет. Дали имало потреба толку време да се потроши за да биде напишана Библијата? Која била целта? Зошто е таа напишана? Еве, ова вечер ќе добиеме одговор на многуте прашања. За да можеш да го запознаеш својот Бог, кој што е створител на небото и земјата. Прво и основно, она што сака Библијата да не запозне е тоа да не запознае со Бог, кој е креатор или создател на небото и земјата. Во првата книга на Мојсе, книгата Берешит, кој значи во почетокот, пишува вака, првата глава, првиот стих. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Потоа во оваа иста книга, втората глава, првиот стих вели вака: така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. Ќе отвориме заедно во Псалам 8 и ќе прочитаме нешто, се разбира, од овој псалам. Всушност ние ќе го прочитаме целиот псалам и ќе видиме што навистина псалмистот Давид зборува за Божјата величина во создавањето, за човековата нискост и висина. И еве што вели псалмистот Давид: Јахве, Господи наш, колку е величенствено името Твое по целата земја. Си ја издигнал славата своја над небесата, од устата на новороденчињата и доенчињата си создал похвала. И еве понатаму што вели псалмистот: своја заради непријателите Твои, за да ги замолкнеш или да го замолкнеш непријателот и одмазникот. Кога ќе погледам на небото, дела на прстите Твои, па месечината и звездите што Ти си ги поставил. Што е тоа човек да си спомнуваш за него, или синот човечки па се грижиш за него?
Си го направил малку помал од ангелите, но со слава и чест си го овенчал. И си го поставил на делата на раците твои, и си починал се под неговите нозе, овците, воловите и сите зверови полски, птиците небесни, рибите морски и се што се движи по морските патишта. Јахве, Господи наш, колку е величенствено името Твое, се разбира по целата земја. Еве што вели псалмистот, се разбира Давид. Ќе го прочитаме 33-тиот псалам и ќе видиме што таму на вистина исто така ни е запишано. Псалам 33 ќе читаме од 6-тиот па се до 9-тиот стих. Преку словото на Господа беа создадени небото и преку духот на устата негова сите сили нивни. Тој ги собра како во мев морски. Води, бездните ги стави во сокровиште. Нека имаат ракопочит кон Господа, целата земја. Нека трепарат пред него сите жители на светот. Зошто тој рече и тие настана. Тој заповедал и тие се создадоа. Има доста стихови кои што зборуваат за Божјото создание. Но како што рековме, зошто е напишана Библијата? За да можеме да го запознаеме Бог како создател или креатор на небото и земјата. И видовме дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Кога ќе читаме Библијата, ќе откриеме како е создаден и првиот, и вториот, и третиот, и четвртиот, и петтиот ден. Се разбира, ќе можеме да го видиме и шестиот ден, како Бог го твори човекот, а потоа ја твори и неговата, се разбира, жена. Почитувани слушатели, тука јас некаде сакам оваа вечер да завршам и се разбира, како што кажав, дека ќе продолжиме наредната емисија со овие прашања. Зошто токму биле потрошени или било потрошено толку време од 1600 години, 16 века, да се напиши Библијата? Зошто е напишена Библијата? Која е целта? Прво и основно, ова емисија се запознавме дека Бог е нашиот небесен татко. Всушност дека тој е креатор на небото и земјата, или створител на небото и земјата, и дека тој ги создал небото и земјата и се што ние можеме да видиме и не можеме да видиме. Бог е креатор. Ако даде Господ да бидеме здрави и живи, наредната емисија ќе зборуваме дека Бог исто така не само што е креатор на светот, всушност на небото и земјата и се што е на нив, туку Бог е креатор и создател на човекот. Всушност, Бог те создал тебе и мене по негова слика. И дека човекот е круна, се разбира, на сите Божи созданија. Како што реков, Бог, се разбира, затоа и дозволил да биде напишана Библијата, за да можеме ние подобро, се разбира, да го запознаеме Него. Наредната емисија ќе зборуваме за тоа нешто, како Бог го твори човекот, како Бог нас не создал. Дали ли е создал вакви какви што сме сега, несовршени, да умреме и така натаму, да грешиме, да бидеме толку злобни, или Бог не создал совршено и толку добро. Затоа дотоаш ќе го оставам со мирот Божи, благословот Божи, имајте убава и благословена вечер. Господ со вас. Зборуваме зошто е напишана Библијата. Која е целта за сето тоа? Имајте убава вечер, пријатно и Господ со вас. Се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.